Се истражува зошто 15-годишното девојче од Гостивар, кое неколку дена се жалело на силни болки во стомакот, почина во возилото на брзата помош за време на транспортот до скопските клиники. Телото на тинејџерката од гостиварското село Долна Гуновица не покажувало видливи траги од насилство, велат докторите. Се сомневаат дека станува збор за труење со храна, но ова треба допрва да се потврди. Телото на починатата е предадено на обдукција во судската медицина, од каде се очекува точно да се констатира зошто тинејџерката ја загубила битката со животот. Како што информираат од Гостиварската болница, девојчето во недела наутро било примено во медицинскиот центар во Гостивар. Таа се жалела на силни болки во стомакот. Поради намалената функција на виталните органи, состојбата и се влошила и со возило на итната медицинска помош била упатена во ургентниот центар во Скопје, но по патна кај Скопје девојчето починало. Во ургентниот центар само ја констатирале смртта. За случајот со починатата се огласија од Министерството за здравство. Министерството за здравство информира дека во врска со случајот со 15-годишното девојче од Гостивар се преземаат сите законски мерки кои се во надлежност на Министерството со цел комплетно испитување на случајот. За таа цел, веднаш е формирана комисија за стручен надзор согласно Законот за здравствена заштита со представници од Државниот санитарен и здравствен инспекторат и доктори со одветните специјалности. Комисијата од стручен аспект го анализира целокупниот третман на пациентката, почнувајќи од приемот во општата болница Гостивар и транспортот со возилото на итната медицинска помош, за да се утврди дали во целост е постапено согласно медицината базирана на докази при третманот на пациентката. Од Гостиварската болница велат дека тинејџерката и неколку дена пред да почине се жалела на силни болки во стомакот. Во сабота вечерта била на лекар и подадената терапија нејзините болки се смириле, пошто си заминала дома, но следниот ден повторно и се слошило. Поради обемното повраќање и диареа, таа завршила на инфективното одделение со силна болка и со грчеви. Неколку часа подоцна починала во возилото на брзата помош за време на транспортот до скопските клиники. Се очекува обдукцијата да покаже зошто згасна уште еден млад живот.